10-20 години ние ќе имаме комплетно сменета структура на образование во Македонија. Па кога ќе дојде странски инвеститор, има да бира можности на луѓе, на капацитети со високо знаење да работи со нив. Странски инвеститор, освен за трудоинтензивна работа, тешко доаѓа ако нема стручни луѓе, ако нема образовани луѓе. И не само тоа, не само странски инвеститор. Нашите луѓе да станат странскиот инвеститор. Так. Значи, нашата желба е земјата да прерасне во посериозна сила во економијата, зборам во балкански рамки, па да почнат наши инвеститори да инвестираат во странство. Тој момент кога ќе почнат наши да инвестираат во странство, ќе значи дека може да кажеме задоволни сме, добро е сега во економијата. Кога поголем број компании ќе почнат да одат во Србија, Албанија, Бугарија, Грција, Хрватска, Словенија, на друго место, да отвараат фирми, да освојуваат дел од тие пазари со инвестирање во тие земји. Значи инвестирање во нашата, но после тоа следна фаза инвестирање и во други држави. И тоа ми е желбата и целта, а тоа без образована нација не може. Може, ама поединци. Некој што, сам успел. Помасовно нема да може ако не се дигне нивото на знаење во државата. Нивото на знаење го дига и нивото на култура и општо земено цивилизацијскиот развој се забрзува. И токму затоа многу внимание посветуваме на образованието. Некој ќе рече, па компјутерите дали ви треба, па колку ги користат, постепено ќе почнат да ги користат. Некои ги користат повеќе, некои помалку, но знам дека како минува времето и ќе ги користат и ќе научат со нив да се снаоѓаат низ животот. Или некој ќе каже, не знам, дека дисперзираните студии биле во многу градови, па што ни требало тоа, па тоа било вака, скапо и така натаму. Многу луѓе во тие градови не би дошле на факултет. Никогаш не би студирале. Никогаш не би студирале ако не се случише ова што се случи сега. Така. Јас ќе потсетам, кога дојдовме во владата, 2006 од средношколците само 42% се запишаа на факултет. Значи 68% си останаа дома и чекат помош да падне од некаде. Некои од нив се борат, се снаоѓаат, но некои чекаат. Веќе следната година, откако ја почнавме и кампањата за образование, отворивме нови дисперзирани, нови факултети, нови универзитети, задолжително средно и така натаму. Таа бројка во 2007 се претвори во 62%. 2008 се ова продолжува, значи. Дојде на 85%. Сега ќе кажам колку е 2009 година. Добро. Ја очекував и се борев 2009 да биде 90%. 96,5% е последната бројка од завршени средношколци што запишале факултет. Сега некој ќе рече, па дали сите ќе завршат? Нема сите да завршат. Сигурно нема да завршат. 1% нема да заврши. Еден ќе се откаже у прва, у втора, у трета. Но огромен процент од тие ќе завршат. Тоа е богатство за еднината. Тоа е едно од најсериозните богатства. Затоа што ние немаме нафта, немаме газ природен, немаме море, некој диаманти, злато, 200 километри обала, диаманти и злато, и ние можеме да бидеме конкурентни на пазарот само со нашиот ум, ако го развиеме. Секој се раѓа со ум и во секоја држава има луѓе со ум. Ама не во секоја држава општеството е така изградено да овозможува и стимулира развивање на умот и преку тоа нацијата да стане компетитивна, конкурентна да стане. И јас ќе бидам среќен ако во наредната деценија, кога сега веќе се ослободија визите, младите може да излегуваат, да патуваат. Кога патуваат да учат, да научат, да дојдат до некоја цел, таа да не биде со идеја кога ќе се вратат во Македонија да бидат подобри од некои други во Македонија. Таа да биде со цел да бидат подобри од тие кај што да научат. Така. Тоа мора да биде целта. Значи, секој што ќе отиде да студира било каде, да се труди од, не знам, ако е во Германија, таму во таа средина, во тој клас кај што е, во таа група кај што е, да биде најдобар и на нив да им биде прв. А не да биде прв на тука у селото некаде кој ќе се врати. Таму да биде прв. Ако така се размислува, нашата нација за 10 до 20 години ќе биде далеку поконкурентна од тоа што е сега. Никола, таму да биде прв, да се врати тука, ама како прв таму. Или втори или трет, не е важно, но како многу успешен. Ти благодарам што гостуваше во. Ми беше задоволство. Благодарам и. Ти посакувам успешна нова година, среќна и успешна, и ти посакувам многу здравје, среќа и радост во фамилијата. Благодарам. Благодарам и посакувам исто и на тебе и на сите гледачи што не следеа и благодарност за поканата да учествувам во оваа емисија. Сега ќе идеме да гледаме Здравко Чолич или не? Не. Ти го покани или не? Не. Кој го покани Здравко Чолич?
Организатор Владата на вечерашниот концерт, Не, да го расчистиме и тоа како дилема. Ајде да го расчистим. Организатор на вечерашниот концерт се група компании од Македонија.